По 2 годишно одолговлекување, конечно постапката за издавање под концесија на ловниот резерват Полаки на Осоговските планини тргнува кон разрешница. Од Македонски шуми информира дека на почетокот на мај ќе биде ангажирана проценителска куќа која треба да ја утврди вредноста на објектите и другата инфраструктура во ловиштето, со која треба да биде обештетена подружницата на Македонски шуми Осогово. Кочанското претпријатие со години наназад се грижи за прехранување и заштита на дивечот без право да стопанисува со него. Деновиве е извршено пребројувањето на животните во резерватот, при што е утврдено дека во него екзистираат вкупно околу 600 грла трофеен дивеч, меѓу кои доминираат 2 вида елени, обичен и лопатар, потоа дива свиње, срни и муфлони. Имаме активности во делот на државното ловиште Полаки. Активностите најчесто се сведуваат во смисла на пребројување на единките и можам да кажам дека ловиштето е во одлична состојба, во смисла на број на дивеч. Излеговме од оној период каде што беше проблем храната. Сега веќе почнува вегетацијата, така да овие дивите животни имат доволно храна. Уште стои отворено прашањето во смисла на концесионер, но сметам дека до крајот на месец мај истото ќе се реши, така да новиот концесионер ќе си ги преземе сите обврски во смисла на одледување и стопанисување со ловниот резерват. Но се додека не се изврши тоа примопредавање, ние ќе видиме со нашите стручни екипи на лице место. Во овој период имаме активности во смисла на пратење на бројната состојба на дивечот, следење на нивната здравствена состојба. За краток период истите ќе се веќе во стелна фаза, ќе почнат да се телат, така да ќе гледаме, значи на секој можен начин да го предадеме на новиот концесионер ловиштето во што можно подобра состојба. Топењето на снегот и вегетацијата на природата ќе им ги скрати маките на вработените во подружницата Осогово на Македонски шуми, бидејќи ќе се намали потребата од прихранување. Изминатата зима над 600 грла дивеч беа на работ на преживување поради недостиг на храна и суровите